Појавата на болеста јазлеста кожа кај говедата и заштита од истата. Тема на средбата што во организација на мрежата за рурален развој во Македонија и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството подрачна единица Кочани се одржа со одгледувачите на говеда од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Средбата е дел од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Изработивме материјали, брошура и постер за јакнење на свеста кај фармерите што треба да превземат пред да се појави оваа болест. Значи веќе кога е сега појавена болеста, штетите се големи. Меѓутоа со професорот Методија Трајчев денеска ќе се обидеме да им кажеме на сточарите што треба да превземат како мерка превентивна за да не дојде до заболување и ширење на оваа болест. Од регионалниот центар од Штип од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството истакнаа дека во неколку општини во Источна Македонија ја има болеста, зашто веќе се вакцинираат говедата. Што се однесува за Кочанско, нема појава на болеста јазлеста кожа. Веќе имаме направено контакт со сите земјоделци, посебно сточаристите каде има појава на ваква болест и тие и додека другите кои не се информираме ги задужевме еве вака преку медиумите и преку другите расположиви средства за да дојдат и на време ги пријават животните заеднички со ветеринарните станици, значи во Штип и во регионот, во истиот дел на регионот за да презема заеднички активности. Ваквите предавања за сточарите се добредојдени. Затоа сум дојден да чуеме како ќе можеме да го спречиме тоа. Како треба да ги излечиме или да ги вакцинираме кравите. Пред присутните одгледувачи на говеда од Кочанскиот регион за болеста јазлеста кожа и мерките за заштита од истата зборуваше професор доктор Методија Трајчев од Факултетот за земјоделски науки и храна.